Добро почитувани, резултат на тајните средби на Ковачевски со Данела Арсовска е целосен колапс на сообраќајот во Скопје денеска. Јавниот превоз крахира, скопјани се нервозни, а причината за тоа е тендер коалицијата Арсовска со Ковачевски. Хаосот во Скопје е резултат на тајните средби на кои што Ковачевски и Арсовска се договарале за тендер за кој што нема попуст од 6 денари за литар, 900.000 евра годишно, токму пари колку што треба да се исплати долгот и да нема протест денеска. Суштината е следна. Тендерот за набавка на нафта е за набавка од 14.500.000 литри. Доколку би имало попуст од 6 денари, кој што бил практика во досегашните набавки на ЈСП, тоа се 1.400.000 евра заштеда. А таа сега ја нема. Оваа набавка е од компанија на пратеник од власта. Па, почитувани, јавноста заслужува одговор дали на тајната средба, што ја призна Ковачевски, е договорен процент на провизија, кој што треба да се исплати во приватни джебови и затоа нема вообичен попуст, како што имало десетина години претходно за ЈСП. Дали е точно дека попустот кој што ЈСП го договарал со набавувачот на нафта, попуст кој што сега го нема во договорот, наместо за пари за превозниците, ќе заврши во джебот на сметководител од Ѓорче Петров во Скопје, близок до Данела Арсовска, кој што во позадина управува со ЈСП. Дали е точно дека за сите матни тендери провизија договара и едно блиско лице, роднина на Данела Арсовска? Почитувани, се обраќајот трпи штета, ЈСП трпи штета, приватните превозници трпат штета, поводот е јасен, тендери и пари. Пари се причината да не се седне на маса, да не се бара решение со превозниците. Затоа Арсовска не ја интересира Скопје. Ја интересираат тендерите и во Ковачевски се најде партнер за тоа. Не ја интересира Скопје, ја интересираат тендери за гориво, ја интересираат резервни делови за автобусите. Начело на ЈСП постави човек од СДСМ, има тајни средби со Ковачевски, а 27 милиони евра тежок тендер за ЈСП го добива пратеник од СДС. Почитувани, Скопје не може да издржи уште еден себичен, криминоген тендераш, миленик на СДС. Скопје тоа навистина не го заслужува. Ви благодарам.